се наоѓаме на локација испод село Косово Давје, односно Шопска мала, каде што се наоѓа регистриран археолошки локалитет Могила или Могилка по нашу. Тоа според кажувањата на луѓе од кои вршеа тука археолошки истражувања 2001 година, дека се работи за гробница на некој тогашен богат човек или евентуално се работи за патоказ кој означувал каде се наоѓаат патиштата. Што е интересно, највеќе е дека овде се наоѓа црвена земја, глина, иловица, а во околината таа ја нема. Најблиску ја има скоро на километар, значи од некаде е доносена. И речни камења, кои исто тука може да се донесат само од Брегалница. И тоа со коњи, со магариња, во кошари. Истражувањата што го правеа 2001, веројатно немаше доволно пари, го прекинаа. Меѓутоа, еве во последно време, овој локалитет е нападнат од археолози, наводници, кои вршат ископувања со машини. Ова е практично уништување на локалитетот. Начин на кој се истражува е друг, а начинот на кој се копа за евентуално злато или артефакти е овој пример. Се е тоа опропастено и дополнително истражување е значи оневозможено. Могилата е во огромни размери, може би сигурно 20 прешник 20 метара во основа и висината 7-8 метри. Сега од неа е што е останато. Доста добра локација е, да објасниме нешто каде се во близина се наоѓа. Могилата се наоѓа непосредно близу до река Брегалница, спроти селото Чипала. Се зборува дека уште пред 1000 години и повеќе овде минувал пат. На реката имало дрвен мост, а патот идело од Кавиница, овде па преку Преслап од Ветрен, понатаму за Велбуш, па Италија, како се вика понапрежното име на Кюстендил. Така, тука кај што за да дојдеме до тука, ние одевме по стариот пат. За доаѓање на локалитетот се користи стариот пат Берово-Штип. И на едно 300-400 метра лево од патот, Делчево-Штип, се наоѓа археолошки локалитет Могилка, Могила. Како ние викаме овде Могилка. Еве, ова е него патот за Штип, преку местото Дервен, кое е прилично тешко и непроодно зимно време, има снег. Фактички ова е тој пат што се бара сега алтернатива на одроните кај што паѓаат. Кога би се направило, тука би минувал. Да. Кога би се правил патот Делчево Виница, односно Штип, би требало да се користи ова траса. Нешто друго за самото тука област Косово Давје, за местото, зошто е значено, навистина на интересна локација. Селото не е многу старо, некаде податоци имам најдено дека прв пат се доселиле околу 1700 година една фамилија од Прилепско, од Мариово. Човекот имал проблем со власта, убил некој турски даночник и морал да избега од тогашниот битолски вилает во ова место припаѓало пред Софискиот вилает. И по тогашните закони, чим поминеш во друг вилает, не те бара никој.
за разлика од сега што Интерпол бара секаде. Подготвувате вие за ова село и монографија, гледаме доста стари куќи, веќе нема жител во селото. Последниот Селото, кога јас бев дете, имаше 27 куќи, во секоја куќа по 10 па и повеќе жители, деца и возрастни, значи имаше над 270 жители. Сега до месец септември имаше само еден жител кој исчезна и после 2 месеци го најдоа еве малку подолу, односно најдоа делови од неговото тело. Дали човекот умре од природна смрт или беше искасан и изеден од животни, не се тоа знае. не ми е познато. Сега во селото нема ниту еден постојан жител. Во летно време се враќаат помалку секојдневно или преку ден и престојуваат тукашни жители, односно нивни потомци. Пат има 1100 метра асфалтиран, а уште 2000 метра нема доволно пат. Струја има, вода, секоја мала, бидејќи селото од разбиен тип, секоја мала има свој локален водовод, но тоа не е доволно за по-современ начин на живење. Така. Колку други вакви, има ли други вакви како ова могила, слични некои археолошки остатоци? Има само од овде, можеби 3 километра на југ, има остатоци од некоја црква или манастир, можеби е рано христијански, меѓутоа не е вршено истражување, иако и таму има од тие што ги викам јас во наводници археолози копано, веројатно да најдат некое богатство. Тогаш тоа секако, ако е манастир или било каква маличка црква, е постaro од колку што е старо селото, што значи дека и понапред тука пред неколку илјади години или стотина века живееле луѓе. Вака гледајќи на повеќе места во Делчевско има доста остатоци од вакви значени работи, што може да се каже дека Делчево е место кое во текот на историјата се случувале значени работи. Може ли тоа да го потврдиме со сигурност дека било така? Веројатно дека, како што може да се види и од многу пишени документи па и монографии, знаете дека Делчево, претходно Царово село, претходно Василево, се е тоа име на Царево село, сега е Делчево од 50-та година, а кој Гоце Делчев стане бугарин, ќе бараме да му се врати старото име, зашто да има име на некаков бугарски херој, што верувам дека нема тоа да се случи, ова малку како хумор. Иронија, така. Копачите на злато и во минатото вирееле во овие краишта, имаше јака случка пред неколку години недалеко од тука, кога се копаше тунел кај село Бигла, што значи дека има нешто тука, но Има тогаш, дури тие беа добиле и одобрение да вршат археолошко истражување во тунел, што е несватливо археолошко истражување во тунел кој е правен 41 до 43 година. Мислам дека и кривично одговара, но јас не верувам дека било кој во тунел ќе остава богатство. Дали ќе биде тоа злато или археолошки артефакти, меѓутоа луѓето имаше да муабети. понесени од разни приказни се случува ова овде, исто и пред 10 година имаше диво копање, меѓутоа беше рачно, а сега ова е ваку посовремено и тоа со баги голем липкер, односно ровокопач, како го викаме ние, е вршено уништување на евентуално да се пронајдат артефакти. Се е веќе тоа завршено, се останува споменик на некултурата. Така. Ако има нешто што не прашавме, Па, јас од таму се наоѓа Шопска мала, еве горе на светот, до Делчево има 6 километри. да кажем и за таа историја како дете, кажавме додека доаѓавме Има наваму, како шест- стоделе пешки до училиштето. 6 километри и во друго правец 12.
Бидејќи школото имаше само до 4-то одделение, немаше деца, а и школа немаше. Школото беше во приватна куќа, 5-то одделение, односно од 5 до 8, половина осмолетка, заврши во Делчево и гимназија. Дневно поминував по 12 километри, имаше многу снегови, студови, но младост, а за наша среќа одевме на школа и во сабота. За разлика сега што не се учи ни во другите денови, а не во саботи. По патот сретнавме и многу столпчиња кога патот бил обележуван, на едно место опишуваше 115 км. Од каде е сметано дека баш 115 км? Како се вршени тие мерења? Овој пат, па и сите други, беше обележуван од камен, изделкан камен, со впишана километража на секој километар, а на средината на секој половина километар имаше помал камен и пишуваше само 5, бројот 5. Така, ова мерење на километража од Велес, не од Скопје, и веројатно низ цела Македонија така било. Се уште тие стојат. Така, на две места ги сретнавме, така. Со 115 километри, а друго покрај патот, секојаш за 1 мај се врши кречење со вар по големите карпи, потоа дрвја, се садеа јаболки и сето тоа беше малку дотерано, значи 1 мај и мора да се обелат по мазните, по големите карпи и мостовите, но тоа денес веќе се запуштено. Патот помина од другата страна на Брегалница, од десната, гледано по течението. Уште во исто така за 1 мај 72 година и практично животот се пренесе од другата страна. Циркулацијата, односно движењето на граѓаните. Овде остана тоа како запуштено место, заборавено од сите. Така, ќе прочитаме за тоа многу повеќе во вашата монографија. Кога би ја очекувале да излезе? Па јас сум материјалите собрал, надам се дека еве ова до летово ќе биде монографијата. Имам ги податоците што сум можела сум нашол. Фотографии од сегашни, фотографии од постари времења. Многу малку може да се најдат податоци за Косово Dabje во било кои книги. Сосем малку имам најдено дека некаде 1787 прв пат се доселил човек од Мариоси од крај. Може би во блиски дни повторно ќе заживее селото, ако не друго барем како овдешните наследници на постарите нас направат по некоја викендица, бидејќи природата е чиста, загадување нема. Блиско е до Голак. До Голак е близина, загадување нема, воздухот е чист. Може да се одгледуваат култури градинарски, нема доволно вода, и тоа може овоштарници да се направат. Добро успева сината слива, круша, јаболка, тука имаше круши, стари и по 100 години. Тоа е отприлика што може да се каже, иако за раскажување има многу, но времето не дозволува. Може да ги погледнеме речните камења, кои се донесени од реката Брегалница, бидејќи во околината таков камен нема. Има само седиментни карпи, може да ги видите. Седиментни карпи са тука. Тоа е остатоци од некојаш ово било езеро кое е истекло преку оваа клисора, дервен, а овие камења се донесени од реката Брегалница со помош на коњи магариња, запреки бидејќи пат за превозно средство нема. Да било копано за градба овде ќе се познава, меѓутоа не изгледа така. Ова е пак иловица, која е донесена скоро од километар далеку,
Предпоставувам дека она се повеќе задржува на влијание на временските услови, на дождови и могилата да може да трае повеќе векови. Така. Ако е обична земја, брзо ќе се раствори. Има и се гледаат овде дека се вршено горење, палење или печење, кое што Наведува. не би знаел да кажам, јас не сум стручен за ова. Може се гледаат остатоци од јагленици на глина. Тоа што може да значи? Дали дека Па веројатно дека могилата е градена може би и повеќе од 100 години. Тоа не е изградено за еден ден, и за еден месец, и за една година. Правена е со години и пак повторувам, не знам дали се работи за гробница на некој големец тогашен или е патокас за тогашните патишта. Важно сега е уништено и безцелно би било понатамошно археолошко истражување. така. А воопшто не верувам дека овие модерните археолози нешто нашли. Бидејќи, како они што кажуваа, вие правите археолози, треба да се оди надолу уште неколку метра. Дека могилата е многу подлабоко започната, отколку што е, мислам дека уште една третина од оваа висина би требало да се оди надолу, за да се дојде до евентуална гробница, ако е тоа гробница на некој великодостојник тогашен, или пак е само патокас. Добро, благодарам. Тоа друго што би се кажало, се гледа глината која никаде нема на друго место и тоа ја има најповеќе на горните слоеви, за да може, како да се каже, како да е забетонирани камењата со помош на црвената глина на иловиците. Така.